Драги пријатели, Европската Унија е најуспешниот мировен, политички и економски проект во историјата на континентот и светот. Европската Унија е модел за демократија, за солидарност и слободи, но и за еднаквост, просперитет и одржливост. Европската дипломатија ја поседува токму меката моќ која ја прави да биде важен партнер во меѓународните односи. Денес пак политиката на проширување ја прави Унијата исклучително значаен безбедносен, но и политички проект. Со привлекување нови членки и сојузници, преку споделување на европските вредности и создавање на заеднички европски идентитет. Проширувањето е една од најмокните политички алатки на ЕУ за постигнување мир и просперитет, слобода и демократија. Затоа Европската Унија е токму тоа, заедница на суверени држави поврзани за просперитет и во слобода и демократија. Мисијата на мирно обединување на Европа врз основа на слободно изразената суверена волја на секоја земја која што сака да биде дел од ЕУ е внимателно управуван процес на пристапување базиран врз три клучни принципи: консолидација, условеност и комуникација. Отворената определба на Европската Унија за сериозни новини и за пристап за забрзување на процесот на проширување на оваа организација, соодветно на духот на времето, донесе и многу новини на овој план. Најважната новина е планот за раст на економиите на земјите кандидати за агендата за проширување до 2030 година. Со вкупен буџет од 30 милиарди евра, од кои 6 милиарди се алоцирани за поддршка на економиите на Западен Балкан, планот за раст има за цел да воведе дополнителна динамика во евроинтегративните процеси на земјите од регионот. Планот за раст е јасна финансиска и политичка инвестиција на Европската Унија во регионот на Западен Балкан и во Северна Македонија. Брисел сака да ја види нашата земја во европското семејство. Тоа е подадена рака за забрзување на процесот на членство до 2030 година. Како дел од стратегијата на вредностите на меката моќ, ова е одлична, всушност една од најреалните можности за да се забрза растот на регионот и пристапувањето кон ЕУ. Моќта на трансформирање на општествата е токму главната мека моќ на ЕУ. Стратегијата на меката моќ подразбира дека низ широк ангажман и вклучување на сите општествени актери, членството во ЕУ останува консензуален израз на волјата на народот за да бидеме дел од најуспешниот политички, мировен и безбедносен проект во Европа и во светот по Втората светска војна. И благодарам.